Мицика, твојата работа како председател на влада е да бидеш IT менаџер. IT ова, IT ова, IT она, IT вака, IT така. Твојата работа, ама ни од блиску не е толку одговорна како работата на судиите. Ти ни од блиску не можеш да претпоставиш каква е одговорноста на судиите. Ни од блиску не можеш да претпоставиш. Посебно овие судии кои што работат по кривичните, тие па да не праве моави. Човечки судбини се одлучуваат. Не само што одлучуваат, тие посебно што се кривични, тие се соочуваат со закани, тие се соочуваат со банди, мафијашки, криминални, терористички, екстремистички, па и политички банди, да. Тие се под постојана закана. Судиите, за разлика од тебе, немаат пристап до бирото за јавни набавки и не распишуваат тендери за да си прават бизниси. Судиите работат и заработуваат од плата. И ако сакаш да нема корупција оваа држава, посебно судот, платата на судиите би требало да биде највисока плата. И на обвинителите. Обвинителите не прават моаве. Че луѓето сега што јес. Има таму луѓе обвинители кои што се вака малце не би требало да работат како обвинители, меѓутоа поголемиот дел од обвинителите си работат поштено за плата и не се плашат, пишуваат обвинителни акти, собираат луѓе, тоа не е заебанција. Тие глава у торба ставаат. Ти, на пример, тендерче, ова, да се видам со овој, со оној. Ај ти ова направи, ти оно направи, ку која кафана ќе идеме, кој ќе прави ручек дома, мислам, сега да бидеме реал. Ти не можеш да се споредуваш со нив и со нивните плати. Не ти, мислам било кој председател на влада, било кој министер. Ја нема таа одговорност. Правната држава у суштина, ние сме правна држава. Правната држава у суштина почива врз судиите и јавните обвинители. И ако државата почива врз нивната работа, тогаш они би требале да бидат вака најистакнати, најробусно платени. Не ти сега да се споредуваш со нив. Ти немаш со нив истата приказка, не сте ви.